Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам навистина ретка и би рекол посебна чест и големо задоволство да разговарам со универзитетската професорка Сена Ариф. Со Сена Ариф се знаеме подолго време и навистина секогаш имаме теми за разговор, но теми за разговор имаме и за во вечерашнава емисија. Но како и секоја емисија, така и вечерашнава, треба да започне од некаде, ќе започне од родното место на Сена, од Охрид. Да се родиш во Охрид, навистина е ретка привилегија. Така ли е, Сена? Дали сум во право? Така е, Христо. Прво да ја поздравам емисијата, телевизиската куќа, почитуваните гледачи и посебна благодарност исто до тебе што ми даде ваква прилика за еден ваков драг разговор. Ајде за Охрид малку. Како дете, како девојче, го препознаваш ли сега Охрид денес со оној Охрид? Сигурно дека не го препознаваш, дека е многу сменет, но сигурно и тогаш и сега е убаво да си не само во Охрид, туку и од Охрид. Навистина тоа е така. Значи, убаво е да се од Охрид, може би секој си го сака и секако својот роден град. Меѓутоа, Охрид е еден град кој што го сакаат и сите посетители, особено во последните години туристи, мислам дека веќе од целиот свет, од соседните држави, по неколку пати го посетуваат откако ќе дојдат еднаш. Јас како дете, што викате, девојче родена во Охрид, навистина детството се уште го паметам, по многу убави работи и само убави работи. Навистина, убавото езеро, убавото... Од кој дел во Охрид? Јас сум од Охрид, од центарот, нашето мало се викало Сарајмале. Сарајмале. Тоа е веднаш... Кај си играше ти тогаш? Јас тогаш се играв така, ние сме сега, значи, во центар, сите го знаат, пазарот, од пазарот, дијагонала десна, што би рекле ние, по сатот 1:05, доле е полицијата. Кај полицијата. Доле е полицијата и пожарната. Ние сме горе веднаш, после нашата куќа на некои 200 метра е училиштето Братство и единство. Кај училиштето Братство и единство. Ние си игравме во главном во улицата, каде што е пожарната и полицијата. Значи блиску до Крст џамија. Блиску до Крст џамија, така. Тие малски наши дружби, дружбите на децата, дружбите на родителите. Еден интересен феномен, мислам дека и во Македонија тоа постојано, јас да си кажам за Охрид, се уште се дружиме. Значи, на оваа возраст, ние возрастните, нашите деца, па некои се, веќе со потомство од своите деца, баби, дедовци, и интересниот момент е она разлика во години, може би некој мој сосед или комшија од спротива ме шетал за рака, сме имале разлика 10-15 години. Значи, се знаете, се почитувате? Многу, значи едно 20-30 куки, да речам, од десно 15, од лево 15. Ден денешен, иако малку е променета конфигурацијата, куките станаа згради, она што би рекле воленс-ноленс, меѓутоа онај духот охридски на комшиско дружење, на комшиско почитување. Значи, опстана, го продолжувате. Опстана и дури си правиме и средби, особено на лето. Некои се, во Охрид, тука во Македонија, во настрана. И сега Охрид го смена својот лик, за жал, во смисла на премногу згради или една-две куки споени, претворени во згради, тоа да не го премногу должиме. објекти начичкани без зеленило, слично како во Скопје. Меѓутоа, она што е најбитно за мене, значи ако си роден во градот на Парличев, ако си роден во градот на Клименти Наум, ако си роден во градот каде што и во основно и во гимназија, Свет град, свето место, на екскурзија од школа до Свети Наум, тоа е нешто само што може да се почувствува и ден денешен да се посакува
и го зборуваме тоа со нашите другари, пријатели, роднини, школски другари, какви убави екскурзии имавме, колку беше тоа убаво. Билјанини извори тогаш беше, одиме на екскурзија во Билјанини извори, во основно училиште до 5. Сега е Билјанини извори, што се вика на дохват на раката. Да. Значи, да сумираме малку, да резимираме. Охрид покрај водата, покрај воздухот, ја има духовноста, ја има светоста, и ја би рекол, ја има и културата, бидејќи Охрид е град на културата и уметноста. Така. Сега, таму ти заврши основно училиште и гимназија. Гимназијата Климент Охридски. Така. Позната и престижна, навистина. Позната и призната. Так. Како дете, се запознаваш со литературата, не само во училиштата, туку и во рамките на семејството, бидејќи сте имале домашна, богата библиотека. Тоа е навистина реткост и многу деца би сакале да имаат домашна библиотека, бидејќи ако имаш домашна библиотека, ти си поблиску до изворот од кој можеш брзо и лесно се напојуваш. Нема потреба да одиш во библиотека па ти кажат дека таа и таа книга ја нема и слично. Што одлучи? Кој влијаеше најмногу врз тебе да се определиш за книгата, за читањето, па би рекол и за пишувањето подоцна, односно за литературата? Како се одвиваше овој процес? Во училиштето, морам да признам, бевме среќни генерации и во основно училиште. Професорите, наставниците, професорите во гимназија ни беа навистина прекрасни приближувачи на литературата до нас. Так. На еден убав, прекрасен педагошки начин ке ни ја приближија. Имавме, тоа време имаше обавезна лектира, меѓутоа имавме и обавезна слободна лектира, која што требаше секој да одбере по 2-3 книги. Да избере книги. Во тек на годината раскажувавме секој од својата книга. Не можеше цел клас да се... Многу убаво го кажа. Незадолжителна, задолжителна. Незадолжителна, задолжителна, и тоа го кажувавме на крај на година. Секој што ќе прочита од септември, значи да нема она што сега, ето, ако можам да се изразам... Препишување. Не препишување, него со техничкиот назив copy-paste. Значи, и замислите колку убав момент, значи од 30 деца, секој чита исти лектири обавезни, меѓутоа секој од нив по 3 по 3, значи тоа биле многу голем број 90 лектири, 90, и во тек на годината секој ја раскажува накратко книгата. Значи тоа беше и во основно училиште, и во гимназија. Во тоа време постоја и оние секции во кои што сериозно бевме активирани и ангажирани, музичко исто, хорот, ликовни, македонски, биологија, ево јас ги кажувам тие на кои што јас дефинитивно сум одела. Сега домашната библиотека беше навистина богата и со македонска литература разнообразна, со турска исто, значи од енциклопедии, од романи, од Мевлана, од Јунус Емре книги. Ние на 11 јуни дома, таков ни беше редот, добивавме и јас и сестра ми поклон, награда за нашите оценки, поклон книги. Прво тоа беше. 10 ти завршува учебната година, 11 ти го чекаш подарокот. И се сеќавам повеќето што се на наша возраст, сигурно се сеќаваат на оние комплети речи мисао, црвените. Да, црвените. Значи со тек на годините полека ги имавме сите. Сам дека беа до 280 или 300 книги. Ги комплетираш. Тука морам да кажам дека не беше само тоа, нели? Значи, ќе помина 2-3 дена, тоа што сме го зборувале преку година, или на кај пролет,
Зависи од возраста, дали некој посакал ролшуи, дали некој посакал точак или нешто, меѓутоа тоа беше така. За одличен успех и примерно поведение. Така беше тоа. Мајка ми зборуваше француски, татко ми германски, мајка ми од Штип, таму во гимназијата учела француски, татко ми германски, научил во едни поинакви околности. Се вкрстува јазиците. Да, по поинакви околности. Полиглотски. Да. Комунициравте и функциониравте. Потоа од Охрид ти доаѓаш на филолошкиот факултет во Скопје. Да. Во 1982 година дипломираш на катедрата за англиски јазик и книжевност. И на гледачите посебно да им го соопштам, да им го кажам, да им го подвлечам, ти се запишуваш и на уште една катедра. Да бидам попрецизен. Паралелно со англискиот јазик и книжевност, под Б, студираш и турски јазик и книжевност. Ги положуваш диференцијалните испити од турски јазик и книжевност и дипломираш во 1984 година и на втората катедра. Значи имаш 2 дипломи. И повторно се враќаш во Охрид. Бидејќи, како велат, каменот тежи најмногу на местото каде што е најден, односно каде што стои. Во 1984 година предаваш во основното училиште Братство и единство, таму си 2 години, до 1986 година. Предаваш турски јазик на турските паралелки, а англиски јазик на албанските паралелки. Многу необично. Ајде, кажи ни малку нешто повеќе за тие 2 години. Сигурно ти се незаборавни, тие се први искуства како наставник, тие се како првата љубов што никош не се заборава. Верувам дека ти никогаш овие 2 години нема да ги заборавиш и ги памтиш сигурно и во детали. Бидејќи во тие 2 години на републичките надпревари по мајчин јазик, турски и по англиски јазик, твоите ученици ги добиваат првите награди, што било и твоја лична гордост, но и гордост на училиштето Братство и единство. Ајде малку за овој период Сена Ариф како наставник, како млада личност што дипломирала со 2 дипломи на Филолошки факултет во Скопје и се враќа во Охрид и тоа се враќа во основно училиште. Значи, навистина прекрасен период. Навистина и голема среќа за мене, ден денешен тоа го зборувам, сведоци се моите блиски, моите пријатели, па дури и моите познаници од пред 2, од пред 3 години. Се сеќавам се уште, многу добро го кажавте тоа, до детаљи на тој период и многу сум благодарна, како да речам, на универзумот, што тоа ми го возможи. Бидејќи кога дипломирав на англиски, додека ги дадам диференцијалите на турски, работев превод на Струшки вечери на поезија, како туристички водич во охридските агенции, на лето нормално, путник, Интеримпекс, генерал турист. И кога ги одвоив дипломите, на шега, нели, тогаш сме млади, велиме, сега со 2 дипломи, или народно, младински кажано, со 2 тетрутки, јас сега што ќе правам, диригент ли ќе видам? Меѓутоа, од Охрид стига Абер, значи нема работа, навистина нема работа, од Охрид стига Абер, малку вака ет. Да, дојди. Да. Овде имат работа. Овде имат работа и то со неполн фонд на часови, бидејќи тамошната ценета наша наставничка Лилјана Мишева, особено и го спомнувам името, бидејќи таа ми предаваше потоа Антонио Таневски, сепак некои имиња треба да се спомнат. Пред ке изумив да го спомнам и наставникот Фортомаровски, кој што ми беше по македонски јазик, Коста Фортомаровски. Иначе јас од 1 до 4 оделение, малку да се вратам, учев турски јазик во Братство и единство, потоа македонски, имаше и до 8 летка,
ама немаше гимназија. И многу долги години немаше за охридско-струшките деца гимназија. Моментално сега еднако можеме заграда да отвориме. И сега нема, само во Струга има и децата од Охрид патуваат во Струга. Значи, тоа време веќе сигурно родителите заклучиле дека доколку се учи до 8 на турски јазик, во гимназија треба да се знае терминологија на сите предмети. Да. Иначе човек убаво е да се продолжи и на својот мајчин јазик. Меѓутоа, Охрид е еден и полиглотски јазик од оние меѓуетничките, и Охрид и Струга живеат турци, македонци, албанци, власи, срби. И многу добри пријателски односи, и многу добри взаемен живот. Зато реков, мојот наставник до 4-то оделение беше наставникот Џабир Сулејман, многу познат, бидејќи оваа емисија многу гледана како што слушам, сакам да го чујам. А македонски јазик се учеше тогаш исто, од 1 до 4-то, ни предаваше наставничка многу ценета Мелика Ривени. И ние навистина покрај со животот што научивме, ама литературниот македонски си го учевме и од 1 до 4-то, па и тие што учеа турски од 5 до 8 или ние македонски учевме, тоа морам да го нагласам, се знаеме, сепак репетиција сматер студиорум, значи од 1 до 4-то се учеше македонски за учениците што учат турски и албански, а од 5 до 8 ние слушавме и српски јазик. А тие што учеа турски јазик од 5 до 8 и албански, учеа и македонски и српски јазик. Ова го кажувам толку во смисла да се прими пораката и денеска ги учиме. Тогаш беше Југославија и ние задолжително го учиме српско-хрватски. Така. Ова го кажувам особено, затоа реков, сите го разбираме моментот, јас си ги ценам и сите странски јазици. Меѓутоа, навистина треба да го знаеме јазикот на нашиот сосед тука во Македонија, до братата. Турците имат еден израз, комшу ењака на краба. Комшијата ти е најблизок роднина. Навечер нешто за добро или за... Да не речеме за лошо, за еден аспирин, комшијата, соседот. Така да, велам, и странските јазици, и мислам дека сега тоа е во Македонија присутно. Младите веќе сакаат да го учат. Сега, јас тогаш добив покана да се вратам, односно позив, дали сакам ценетата моја наставничка Лилјана Мишева станува директор, меѓутоа мора да задржи дел од предметите да предава. Останале 6 часа слободен. Значи не одевме, и тоа како една порака сега, ако можем да го дадам индиректно до младите. Значи се почнува и со нецело работно време. Точно. Се стекнува искуство. Так. Потоа се зголемија, тогаш предавам на класовите, односно на учениците од албанско јазично говорно подрачје, да речам, тоа беше тријазична школа. Во меѓувреме се отвара уште, во моментот нема да можам да се сетам, од една преубава, да речам, возбуда, ме вративте во Охрид и имам многу да се збори за Охрид и за образованието, Значи, школото и моите школски години, замислите, работев во школото во која што учев до 8 оделение. Значи, првите чекори мои поскавите, верувате, сега се наежив. Значи, се отвара уште 8 часа кај турските паралелки. Значи, јас таму реков, во ред, доаѓам за тие 6 часа, па со 8-те, 14-та, полн фонд беше и полна плата, ево, пак до младите, еден апел, значи, се почнува од малку, па се зголемува тоа. Тој период навистина го паметам, верувајте, до очите на учениците. И навистина сум благодарна. Имав прилика да предавам на дечиња, чисти, фини, во душата чисти, тие очиња сјајни. Што вамо на турски јазик, што вамо на англиски јазик, се учи јазикот преку песни, вамо на турски исто, нели, програмот, книгата, напишани. Таму имав и прилика, искрено да ви кажам, иако нешто знаев, некој, да речеме, околу 100 збора, па ке ги споев правилно или неправилно граматички од албанскиот јазик, пак ради
комуникацијата со Да. тамошните наши пријатели, сокласници мои во гимназија, сокласници, односно на студии, го научив и албанскиот од децата. Значи, ако му речам на едно Учениците, дете, да. оди до таблата, Да. му викате go to the blackboard и малку не знае. И со очињата и со рамениците Не дига знаеш што раменици. треба да направи. Другарчето до него му вика шкој на драса. Му кажува. И јас сега нормално сваќате вие дека оди до таблата и шкој на драса. Да. Значи тие деца мене ме научија Покрај англиски готови и фразе албански. албански. Така. Нормално и во наставничката канцеларија од колегите што беа во албанските паралелки, ако се збори дневниот, нели, дневната тематика, нешто ќе се улови, нешто ќе прашаме, Да, да. нешто ќе ни кажат. Така. Што би рекле ние, некогаш правилно, некогаш чат-пат, некогаш со грешки, некогаш грешките Ама во сите јазици доведуваат Да. до некое смење. Добро, ама сте се разбирале, сте Многу убави години и така да И дојде време многу убави од впечатоци. Охрид, за жал, од прекрасниот Охрид, Така. да дојдете во Скопје повторно, каде што студиравте. На 1 септември 1986 година Сена Ариф започнува да работи повторно на филолошкиот факултет, каде што студирала и се стекнала со 2 факултетски дипломи. И веднаш да нагласам, тоа е на повик на факултетот Да. и на катедрата за турски јазик и книжевност. Или, како што би рекла Сена, без врски, без ургенции, без протекција, Сена си доаѓа на филолошкиот факултет на повик на луѓето од факултетот, кои што знаеле дека Сена е солиден студент, но тогаш имале и потреба од тебе како кадровско зајакнување. Така? Може така да се каже. Точно. И, бидејќи си имала високи оценки и на двете катедри, те знаеле, како што реков пред малку, како одлична студентка, на предлог на тие катедри, ти си повикана да дојдеш да работиш на филолошкиот факултет. Како беше од основното училиште, братство и единство, да се дојде повторно и тоа не во средно образование, туку во највисокото образование на филолошкиот факултет. Ајде малку за Скопје, за тие твои професорски почетоци во високото образование. Така. Значи, ето животниот пат мене генерално така ме водел. Таму каде што сум учела Така. да одам да видам работник, Да. учител, Си одел и се враќа. да, и потоа пак да видам, јас се уште Малку кажувам, циклично, кога ќе ми речат, пријатели ќе ме запозна, да, ние сме професори, меѓутоа најчесто кажувам, јас сум учител на поголемите деца. Бидејќи ако не си Даскалка. учител, ако не си Учителка. учител, не си Џабе, ништо. џабе. Тоа што сме професор, магистар, Учител доктор. е Значи да, како што кажавте, голема работа. тоа беше во мај 86 година. Факултетот имал состанок на кадрова комисија, таму представници од сите катедри, секој ги кажува своите потреби, бидејќи и ние додека бевме студенти на катедрата за турски јазик, и мене ми предава и повеќе години, значи професори од тука, меѓутоа имавме и професори од Приштинскиот универзитет, така. како Да. нели, на припомош, Да. 20 Како соработа. професори, професори од Белградски универзитет и од Загребски универзитет. Нормално тие доаѓаат година, 2, 3, 4, условите кај нив или условите кај Да, нас се менуваат. се менуваат и нормално е дека секоја институција сака да се има свој постојан кадар. Затоа што доаѓа е пат, време, финанси за нашиот факултет, тоа тогаш не знаев, после дознаваш, нели, додека Друго е да имаш работиш сопствен кадар. Сигурно. Да има своји луѓе. И кога ми се јавија, баш се сеќавам, се јави и прво, дали деканот, сега нема да се сетам, или председателот на таа кадрова комисија ме извести дали би дошла. Многу ми беше голема А гордост. ти што велиш, нешто ќе дојдам, туку ќе летнам да можам. Ќе претрчам. Навистина, да. Така е. Значи, ќе дојдам секако таква Како? прилика не се наоѓа, а добро знаев кај одам. Да. Тоа пак ќе го кажам сега и за младите, да не биде емисијава сега како Да.
со наравоученија, меѓутоа одите да бидете чирак, па калфа, па потоа скалила, мајстор, скала по односно скала. ние уште учиме до крај на животот човекот, јас викам во лингвистиката. И тука сега малку ќе се навратам на овие, што викате све паметам од Охрид, меѓутоа неверојатни беа тоа очињата и нивни и мои насолзени на овие моите дечиња од Охрид. Кога мораше да се разделиш, да ги напуштиш, и верувајте ми, да заминеш. Кога би била оваа емисија кај мене дома во Охрид или овде дел, значи тие некои нивни збогувачки поклони, значи некоја важна, некое нешто. Ден денешен, значи од 86-та година ги чувам. Им заминува. А кој ќе дојде, не знаат. Големи прашалници. Да, секогаш доаѓаат подобри и подобри, помлади. Големи прашалници. Таа разделба беше навистина така. Навистина ситно трогателна, затоа викам и мојата мајка велеше, како ги чуваш овие работи како реликвија, викам, да можам ке ги врамам. Значи, сепак тоа е живот и пак ќе речам, тоа е една вежба за мене беше. Да се застане, друго е да добиеш диплома. Како не, тоа мислам дека и за сите струки е така. Друго е да добиеш диплома, а друго е да го тоа реализираш. Значи, јас таму веќе бев, знаев што се оние 45 минути, да застанеш пред табла, пред аудиториум. Како да го организираш часот. И од прво до четврто, и понатака, истиот односот на учителот во сериозноста. Барем јас таква. Меѓутоа, ето, ја имав таа среќа, значи да застанам и да се истемпираш во тие 45 минути, да предаваш, да повториш, да едно на друго. Дојдов на филолошки факултет, на катедрата за турски јазик, на моje големо задоволство и на задоволство на професорите, со поголемиот дел од колективот професори, тогаш јас, помлад асистент се знаев, нормално, најмногу од англиска катедра, потоа од со професорите што беа од општите предмети. Првите ти дојдат вака. Па добро, единствени тогаш кај нас беа, катедрата е основана и слушавме кај незе и првите генерации. Значи јас бев и под Б и после со втората и третата генерација на турски кога ги давав. Меѓутоа катедрата е основана на иницијатива на професор доктор Оливера Јашар Настева. Тоа го знае факултетот, МАНУ, Министерство. Меѓутоа првите професори таму се професор доктор Ариф Аго, ценетиот, кој што мене ми беше директно професор, бидејќи тој беше лингвистика, и јас бев, определена да бидам негов асистент со вежби. Тој предавањата, јас вежби. Од англиска катедра, секако ќе ги споменам, можам сите да ги споменам сега, нормално повеќе беа, не знам, Александрина Илиева, Илинка Грубовиќ, професор Ковиловска, професор Јанешлиева, Драги Михајловски, кој што тогаш беше библиотекар, меѓутоа прекрасен библиотекар, тоа можам да го кажам и сите. Значи, одиме таму и викаме, имам за семинарска оваа тема. И ако ги има тука во самата библиотека во Ретарн, или има секоја библиотека и внатрешен дел, да речам, низ вратничето, таму се наречени... Чекмеџиња. Не, книги повеќе, побогата. Да, трезор. Ќе влезеше и веројате, ќе излезе со неколку книги во рака, со страничките обележани. За твојата тема ова, морам да го споменам, бидејќи сигурно е споменуван извореден, после за наша среќа, мислам, за научната фела среќа што стана и тоа. Преведувач, писател. Професорот професорот Цветковски ме предаваше, од Владимир Цветковски, сега вака како ги бројам сите, ако испуштам некој ме извинат, ама тоа беа Горан Стефановски, имавме среќа нашата генерација, ни предаваше, бидејќи во програмата за англиски јазик и книжевност се уште има, покрај другите книжевности, една година пак покрај друга некоја книжевност, во тоа време беше во трета година, се изучуваше Шекспир цела година. Сега, еден професор предава, а со тројца се работеа вежби, да речам, ама тоа не се само вежби, значи пак во скоп на предавањата трагедиите, комедиите и историските романи. Трагедиите ги работевме со почитуваниот
Горан Стефановски. Тоа беше нешто, значи, такво едно богатство на знаење. Да. Сега на катедра за турски јазик исто. На катедрата спомни уште некои имиња покрај тебе. Професорот Хамди Хасан беше тогаш Добро. кај нас. Од овие професори што доаѓа, повторно доаѓа, професор Ниметула Хафаз од Приштинскиот. Македонски други немаше, освен тебе? Не, тогаш не. Тогаш не. Јас бев, паралелно со мене беше и Низам Решит, исто така, помлади да не го испуштам колегата. Да. Со него исто бевме така, значи дали тој се запишал, нели, како втора генерација, јас веќе сум под Б, и така продолживме. Низам Решит беше, меѓутоа напушти. Потоа имавме уште неколку асистенти, па некои напуштија, некои се од Селија или од Скопје или од Македонија. Меѓутоа во првите години ги имавме пак професор Себахат Махмуд, Муџаид Асимов, кој што понатака стана и наш, нели, редовен професор. Го напушти Косово во тие, нели, бурни времиња. Од Белград тие што ги спомнав, професор Дарко Танасковиќ и Славољуб Џинџич доаѓа, бидејќи ако се има, нели, дипломски, немаше тогаш дипломски одбрана, него имаше семинарски, ама за магистерски, докторски ситуацијата беа поинакви, значи немаше секоја катедра. Тоа слушавме јазик или книжевност и секој на својата катедра по еден предмет и тема ќе земеше од областа во која што е. Сега едно прашање. Турски јазик се изучува во рамките на високото образование на Филолошкиот факултет во Скопје, ама отпред некое време, повеќе години, и во Штип, на Универзитетот Гоце Делчев. Така. Јас мислам дека се тие само две места каде што се учи турскиот јазик во високото образование. Ти си активна во сиот овој професорски твој период и ангажман со научни трудови, во зборници од конференции, на симпозиуми, на конгреси. Бидејќи си лингвист, си предавала 5 предмети, јазични предмети, на катедрата за јазик, односно на катедрата за турски јазик, во конкретниот случај. Си била рецензент на голем број книги. Си подготвила и објавила, си напишала, значи, предговори. Но, она што е многу битно, ти се занимаваш со превод и ангажирана си на Срушките вечери на поезијата за симултани преводи. Ова сакам малку да го прокоментираме, бидејќи не може секој да преведува симултано. Што значи симултано? Симултано значи веднаш, во мигот. Го преведуваш говорителот и го преведуваш во мигот. Сигурно тоа бара искуство, бара знаење, бидејќи многумина слушаат како преведува преведувачот, па велат добро преведува или не преведува добро. Исто како што често кога ќе ни ги дадат, нели, паралелно текстот во оригинал на било кој странски јазик, говорам за Срушките вечери, и во превод. И ние веднаш гледаме, се гледа таа. Тој превод е лош или Така. тој превод е одличен. Така, Кога ги знаеме и двата јазика, така веднаш и се при осеќа. симултаното преведување. Но, кажи ни нешто повеќе за твој ангажман на Срушките вечери на поезијата, бидејќи тоа значи и контакти со многу писатели, средби, Дефинитивно. разговори, познанства. Сепак Срушките вечери е во вистинска смисла на зборот врвна, светска манифестација, еминентна. Ќе бидам искрен, ќе кажам, порано беше, сега се помалку е тоа, но сепак ние кога ќе отидеме во странство, дури тогаш сваќаме колку се значајни Срушките вечери, бидејќи во било која држава да отидеш, сеедно дали е тоа Шведска, дали е тоа Чекословачка, односно Словачка, Чешка или било која,
тие прашуваат, може ли да дојдам на Струшките вечери? Значи, нив многу им значи да бидат учесници, да бидат присутни на Струшките вечери на поезијата. Кажи нешто повеќе ти за тој твој период, кога си била ангажирана на Струшките вечери на поезијата. Значи, навистина, и јас да кажам, да потврдам тоа што и вие кажувате, Струшките вечери на поезијата се нешто многу еминентно и многу битно за Македонија. Една битна манифестација. Зошто? Не запознаваат луѓе... Престижна, преку многу, да речам, други работи. Има, да, и паралели. Тука јас морам да го споменам и семинарот за македонски јазик, кој што е исто така за она... Да, битна манифестација. Како велим, она за себе запознавање и, значи, Охридско лето исто, сега мала дигресија, вашето прашање, меѓутоа ево ме прашавте конкретно за Струшки вечери. Навистина работев таму уште од трета година гимназија. Дали тоа беа некој... од Турски? Да. Дали беше да се пречекаат поетите од аеродром или малку тука околу нив, околу комуникацијата и тогашните управи. Да не бидат препуштени сами на себе. Морам да се пофалам и да речам навистина прекрасни луѓе од тогашната управа. Значи, ние сме млади, ти си гимназијалец, трета година. Работата е сериозна, значи работата доаѓаат поети, со нив некојаш и амбасадори, не знам... Може слободно да ги спомнеш тие македонски и турски писатели од тој период. Слободно може. Може и тоа, имаше многу, меѓутоа и велам ова од управата на тие што некои сега веќе не се меѓу нас од Струшки вечери. Навистина од нив имавме и ветер во грб, што се вика, значи, иако знаеме и бонтон, и норма, и едно и друго, меѓутоа ти си млад човек. Така е, иако си треба што да те посериозен си кон работата, то повеќе ти се тресат раменичките, па и се потиш од назад, ти тече ради озбилноста. И сите ние таму бевме домакини. Одговорност е. Во таа смисла, значи, дошол пречек на аеродром. Познат писател од странство. Дали со кола, дали во автобусот. Ти ја представуваш Македонија? Така и така го сакат. Може би и затоа бевме одбрани тие и тие млади луѓе, што би рекол ти, деца, сепак, ама по гимназија, трета, четврта година, па и за време на студии редовно. Јас да не кажам, веќе бев и во брак и со дете и реков, јас пак ќе работам, не треба никаква надокнада, иако ни надокнадува. Сме работеле, верувајте, од 7 наутро до ноќе, до професионално. До после овие ног без интерпункции со големо задоволство. Значи, Струшки вечери на поезијата се нешто многу вредно, многу ценето, многу убаво. И за луѓето што доаѓаат, поетите, писателите, некој со нив, дали новинар, дали амбасадор, обавезно доаѓа со лауреатот, амбасадорот, тогаш е веќе многу потешка работата. Значи, таму не можам да речам мала корекција дека работев симултан превод, то така лично, меѓутоа сепак тоа на маса е консекутивен и е малку полесен него онај симултаниот од кабина, кој што исто го работа. Пошто на маса можеме да речеме, извинете, да, или ќе те видат. Меѓутоа, што е тешкото? Пак, значи, на Струшки вечери вака, ќе не ангажира пред време со некои поетски творби, ево, од поетот од Турција, да го преведам македонски. Тој што не преведувал, не знае, особено поезија, зашто тој не се преведува, поезијата се препејува, да се донесе. Па дури тогаш немаше интернет, едно друго. Откако ќе дојде поетот, јас барем, ќе го контактирам, ама и другите, морам да кажам, екипите бевме сигурно добри, пошто долги години бевме истите, една екипа од 15-16 души, така и останаа тие пријателства, дури од арапски имаше една наша стужанка што знаеше арапски ради татко и сите јазици беа присутни, значи откако ќе дојде, немавме технички можности, ќе го прашаме тука сега што сакавте вака да го назначам или така. Значи, премногу видни поети, премногу убава промоција на Македонија, премногу убави искуства и премногу добро, како се вика тоа, печење, војник, ако може, ево, вие сте оделе војска, поставите. За нас беше една војска во културна, културолошка, поетска смисла и само ова да го кажам, дека ја имав таа чест да ја направам и најдобрата, и
убавата работа, не најдобра, секако сум имала и грешки, меѓутоа најдобрата награда како ангажман, кога бев со лауреатот на индискиот поет, Хигидант Сиринант Вацјајан Агеј. Таму беше името, Агеј. Браво, си го запамтила целото име. Од секогаш. Дури ми вика и блиските и дома и све. Со сопругата дојде прекрасни личности, многу, како да речам, скромни, имаме и слики. Тогаш беше англиско-македонската релација, иначе, ако немаше многу поети од некои земји, некојаш имав од англиско подрачје, па од турско, па значи тројцата заедно, али тоа ми беше едно од врвните ангажмани таму. И тука беа веќе оние што велам тогаш си 4-5 дена, значи 4 по 27, меѓутоа голема гордост. Добро, гордост, ама и голема одговорност. Секако. Бидејќи и луѓето од овде може истовремено дел од творбите на тие творци, ако не на македонски, да ги прочитаат на српски или на хрватски или на англиски и можеа веднаш или да се смеат на преводот, или да се радуваат поради квалитетот. Но може само кратко нешто тука да кажам. Знаете сега, поетскиот свет е многу убав и поетите. Меѓутоа имавме и такви работи, значи тука исто сме се печели, а што викам, Алалда, тие беше или колегата. Значи доаѓа од X земја, не се сеќавам сега поет, и се пријавил со таа и таа творба, и нас управата ни ја дава пред месец, да ја преведуваме. И сега тој е мој гостин, речам, во смисла на јас сум со него. И сум го превела. Ми вика, додека дојдеме до мостови, нели, во неделата, вика, не сакам оваа песна, дајте ми ја, верувајте, сме преведувале во мигот, пред настапот. Пред од Свети Наум, со бродот доаѓаме, вика, сега треба да се оди на мостови, чекајќи пред лифт, преведувате, пошто тогаш ти го дава, меѓутоа испаѓа добар, значи, тој она се печеш во преводот. Сена, бидејќи емисијата ни кон крајот, сакам да кажам дека си правела јазична редакција или лектура, многу ми се допаѓа твојата мисла, не може јазик без литература или литература без јазик. Многу често на твоите предавања или на вежбите си користела примери од литературата. Си избирала одделни автори и дела, и на тој начин си ги запознавала студентите, претходно и учениците, нели, со одредени правци, автори, творби и слично. Но си била и член на Канцеларијата на Европската Унија во Скопје за книжевен превод. Накусо, ти си една активна личност, универзитетски професор, преведувач, редактор и лектор. Но емисијата наша трае само 45 минути за сите овие твои активности, кои што ќе ги завршиме на крајот со еден твој автограм, ама пред да дојде автограмот, ќе треба да избереш една од овие бои и да ни се потпишеш и да ни напишеш една мисла. Жените секогаш по правило го избираат црвениот фломастер. Јас не од тој аспектот, ако смеам да кажам, хороскоп Шкорпија, шкорпиите го сакаат црвеното. Ја сакаат црвената боја. Добро. Иначе може за жените, за дамите да е и розовото, со кратка ова беше нели разговор толку, би сакала да имаме или во други телевизиски канали, само со една реченица да назначам дека катедрата е прва и единствена на Балканот како турски јазик и книжевност и дека од 93-та година почна да работи како паралелна катедра турски јазик и книжевност за немајчи. Значи, деца од гимназија што не знаеа ни прст ни око, студираат кај нас и дипломираат. Тоа, значи, го должам да го кажам како информација. Ајде сега Шкорпијата да ни се потпише. Се шегувам малку. Сена Ариф, значи во овој горниот дел. А на другата страна една твоја мисла, верувам ќе не изненадиш, како и секогаш овде ќе се потпишеш со скратено под мисла. Така, ама јас имам и второ презиме и тоа. Ајде, напиши го. Да не го празам. Да, слободно. Слободно. Така. Сена Ариф Чешум. Јас извинувам што цело време сам Ариф. Тоа Сена Ариф е како едно име веќе се знае. И затоа јас, нели тоа е. Ајде овдека мислата. Добро.
Ајде да видиме со што ќе не изненадиш. Бидејќи знаеш ти често вака да не изненадуваш. Понекогаш толку многу. Сега се стефнам, да. Ако? Најубави се тие мисли, интервала луцида, во мигот, кој што доаѓа. Може би очекувавте нешто лингвистички, ама ако, нема се како понекогаш речено, толку многу. јазикот коски нема коски Да. крши, тај веќе се знае. Се Понекогаш даваме. толку многу се даваме, Пардон. и помагаме. Ајде ги речем на околината, да не е на... Добро. На околината, демек да не е на другите, добро. За жал. Ова со фломастер малку потешко. Се запоставуваме себе си Толку. толку. Интересна мисла. Значи, давајќи се на околината на другите, забораваме на себе си. За жал. Сена, ти благодарам, некојаш ти Јас велев ти вие, благодарам некојаш ти, многу. ама се знаеме Се затоа знаеме, со ти. така. Еве со рака да ти честитам Многу ти благодарам. на твоето Благодарам и на доаѓање, Турската гостување, но на се она што ти досега го имаш направено на планот посебно на турскиот јазик, на приопштувањето на турскиот јазик, турската литература, турската култура во Македонија и обратно на македонските автори и дела во Турција, односно во странство. Ако сум едно 2-3 зрнца песок во океанот на јазикот и турски и Доволно македонски, е. јас сум пресрекна. Може уште повеќе. Може, ама Сум ние спремна и уште допрво повеќе. очекуваме. Ти си во пензија, ама имаш уште енергија и сила да го правиш ова што и досега го правиш. Тоа е колку за да се земе од пензиско некое средство. Иначе активностите се уште продолжуваат. Да. Проекти, веќе бев после пензионер на 5-6 конгреси, се знае. Да. Сами се финансираме. Како да не сме во пензија. Па добро, пензија е момент на техничка работа, Так. не е на А човек умствена. и понатаму е активен, Так, не значи дека уште кој ќе повеќе. стане пензионер дека треба да престане со неговите Повеќе. претходни активности. Благодарам и на вас, Благодарам. и на телевизиската куќа, и на времето. Благодарим и ние. Поздрав до гледачите за трпението.